Ако државата дава 47 милиони евра како субвенции за фабрика за електрични возила во Тетово, тоа треба да го прави за сите компании, посебно за домашните, а не само за фирми блиски до власта. Стопанството критикува дека во време на криза не е логично да се фрлаат толкави пари на странски инвеститори. Секоја нова компанија е добро што ќе се отвори, но тоа не може да се прави без тендери со договор во 4 очи, велат бизнисмените. Прашуваат зошто немаше меѓународен тендер за 130 милиони евра субвенции и тоа за фабриката за електрични возила во Тетово. За жал или како недостаток, јавноста, пошироката јавност нема увид во физибилити студијата, ниту па во бизнис планот. Навистина не знам кој го оценувал целиот овој бизнис план или целиот овој бизнис концепт. Ова би требало да биде насока и за поттикнување на други бизниси. Субвенциите во македонската економија во одредени сегменти потврлуваат, во одредени сегменти се покажуваат како носители на социјален мир, вработување, големување на животниот стандард и така натаму. И сметаме дека оваа постапка само треба да биде транспарентна. Дека државата дефинитивно потврли со странските инвестиции, потврдуваат и бизнисмените. Според нив тоа се должи на лошата владина политика, но и слабата администрација која е нефункционална. Слабата реализација на капиталните инвестиции е наследство од слабото системско управување со јавната администрација. Односно, намерите за реализација на одредени капитални инвестиции негдека низ лавиринтите на одредена документација заглавуваат и затајуваат. Според најавите на власта, оваа компанија треба да инвестира 130 милиони евра, а од нив дури 35% да бидат државна помош. Тоа значи дека од буџетот на сите граѓани ќе бидат исплатени на 47 милиони евра. Најавите се дека овде ќе бидат вработени 890 луѓе. Тоа значи дека за секој вработен, државата би платила фантастични 52.800 евра. Инаку на свеченото фрлање лопата во знак на почеток на фабриката, на свечената церемонија се собра целата влада.